Добро утро, почитувани. Точно 9 часот време за Ново во градот. Ново во градот стартува нова работна седмица, но последна за оваа прва сезона на Ново во градот. Така да и оваа работна седмица ве поканувам точно во 9 часот да останете нашите верни гледачи како и досега. Понеделнички стартуваме со две мали места, но на вистина многу заживеани секој на свој начин. Ке стартуваме со Вранештица. Оттаму го имаме колегата Бранислав Стојановски, ке не запознае малку повеќе за грнчарството. Нешто многу специфично за ова место Вранешница. Да влеземе и да видиме што се случува во ова место. Добро утро до сите гледачи на телевизија Нова и до сите верни гледачи на емисијата Ново во градот. На 12 километри од Кичево, овде во селото Вранештица, се наоѓаме во мајсторската работилница на мајсторот Слободан Столески, мајстор по керамички производи, а поводот е тоа што овие денови до 27 овој месец, значи до недела, ќе се одржи втората поред младинска керамичка работилница. Веднаш до мене тука е и мојот прв денешен соговорник, професорот Гоце Стоилковски од државното училиште од Скопје Лазар Личеновски. Професоре, вие сте втора година чинам, нели, тука заедно со грнчарите, со сите оние кои што се дел од оваа младинска грнчарска работилница. Добро утро и ви благодарам што еве одвоивте време токму ова утро да бидете заедно со гледачите на телевизија Нова. Да, добро утро и од мене. Благодарам на поканата, на одзивот што се озвавте за да не почестите со ваше присуство на отварањето на втората младинска керамичка колонија. Така, сакаме ве на почеток да се осврнеме токму на тие некои почетоци, нели кажав дека ова е втора поред, инаку е во целосна организација на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево и секако со поддршка и како проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Ова значи е втора поред керамичка работилница. Што точно опфаќа? Значи што точно ќе се работи овие неколку дена овде во мајсторската работилница на мајсторот Слободан Столевски и дали е од прилика програмата иста како и она што беше минатата година? Да, пред се вака, програмата ќе си остане горе-доле иста. Сакаме да опфатиме автентични грнчарски производи со можеби мала, како да кажам, изместување, деформација некоја мала, но да бидат пак во некоја функција како нели оние старите грнчарски предмети и да бидат во со еден нов дизајн, современ дизајн и се надевам дека деца и оваа година ќе направат доста успешни работи како и минатата година. Да, може еве да споменеме нешто околу самите учесници, бидејќи насловот нели сам ни кажува дека е младинска керамичка работилница. Кои возрасти на младинци тука ќе бидат овие 2-3 дена? Тука ќе бидат, значи, проектот опфаќа младата популација, средношколци. Се надевам дека понатака можеби ќе прерасне и во поголема традиција, па можеби ќе вклучиме и малце по мали возрасти на деца, можеби малце поголеми, но сега за сега е вака. Значи, вклучени се ученици од културниот дом Кочо Рацин од Кичево и деца од средното уметничко училиште Лазар Личеновски од Скопје. Така, може ли еве сега нешто повеќе повторно околу самиот начин на работа тука? Го споменавме и мајсторот Слободан Столески, тој веројатно ќе им биде и од стручен аспект, од практичен дел како треба да се изработуваат тие керамички производи. Вие секако сте тука и од вашиот стручен дел како професори заедно со професорот Јован Наумовски. Минатата година мислам дека по почетокот на септември некаде беше, имаше изложено потоа во изложбениот салон во Центарот за култура во Кичево, она што го има сработено учесниците на првата младинска керамичка работилница. Дали ќе биде истиот пример и оваа година? Да, ќе биде истиот пример и оваа година. Посем завршувањето на сите предмети, ќе се прави изложба, мислам дека е закажано околу
10.9.2016. Што се однесува до самата изработка, како што кажавте, мајсторот грнчар Слободан Столески ќе ги изработува предметите на грнчарското колце и после тоа децата нели ќе ги декорираат, ќе ги глазираат, енгубираат и на крај последна фаза ќе биде печењето во фурната тука после можеби ако ја снимате. И на крај последно ќе биде завршната изложба како што кажав на 10.9.2016 година. Има ли интерес помеѓу младите? Ова е секако, знаеме, еден од постарите занаети. Сега можеби не е толку популарен за да обстојува на повеќе региони низ нашата држава. Вранештица како село е познато по гранчарството и по изработката на керамички производи. Како можеме да ја анимираме помладата популација да се врати на овие некои интересни и навистина квалитетни занаети? Освен се разбира и овој начин кој што овие денови ќе се работи тука со такво вклучување на младата популација, што друго препорачувате вие како професор да се анимира таа помлада популација? Ако не друго, барем да се запознае, па можеби и од тоа ќе се развие одредена љубопитност да почне и да се работи. Па знаете, средното уметничко училиште го има одсекот нели керамика, кој што за жал во последниве неколку години малце затаи со такви кадри, но пак има деца се запишуваат, се трудат и мислам дека во последно време почнува да се раѓа пак некоја љубов према керамиката од самите ученици. Дури има веќе некои наши ученици се заминати негде на страна да учат на факултети, академии и такви ствари. Што би сакал друго да додадам? Значи, целта на овој проект, нели со Министерството, како што кажавме пред малку, и со ова автентична работилница гранчарска, сакаме пак на некој начин да заживее она што кажавме дека керамиката во Македонија остана уште во ова село, во Вранештица. Се работи, мислам, поактивно за разлика од многу други места во Македонија, што е многу жално на некој начин. Така, јас сега разговорот, почитувани гледачи, би сакал да го продолжам со мајсторот Слободан Столески. Тој е веднаш тука до мене, до неговото работно место, така кажано, до неговото колце од кој што излегува навистина голем број на убави и квалитетни керамички производи. Господин Столевски, чест ни е прво што како телевизиска екипа сме почестени да бидеме тука заедно со вас на почетокот на младинската грнчарска работилница, керамичка работилница. Да ве запрашам какво е чувството кога работите вака со помлади ученици, дали кај вас се раѓа еден момент да им покажете што точно значи овој занает, па можеби и еден ден да бидете и колеги со некои од овие млади деца. Благодарам до поканата и присуството што дојдовте во нашата работилница да ја посетите и да видите што се производи ги изработуваме. Ова е втора година поред во мојата работилница, кај што се изработуваат разни предмети, децата кои после ги декорираат, ги цртаат, ги глазираат и сите тие други работи. И има многу заинтересирано деца што сакаат, например, овој занат да го занаете кој на изумирање, а е на стар занает уште во нашето село не се памети од кога се работело таа грнчаријата, уште печките наши се уште од старото железно време и традицијата задрживме ние тука. Во нашето село има околу 15 грнчари што работат се моментално, иначе во времето биле многу повеќе што работеле, претежно скоро имаше негде околу 80-тите години и 100 грнчари што работеа со таа, ама со тек на изумирање старите изумреа, младите не го сакаат да го работат занаетот. А младите се заинтересирани. Ланската година имаше доста заинтересирано деца, што беа стварно заинтересирани за овој занат и со чев, со душа, со срце ги работеа предметите што им изработив ја и после тие самите ги декорираат, самите ги цртат и така.
Ете и минатата година, значи за прв пат беше исто во вашата работилница, младинската керамичка работилница. Кажете ми колку производи минатата година излегоа од таа работилница со учениците и колку планирате оваа година? Ланската година беа 15 деца и секој дете имаше например од 2 до 3 предмети кои изработија и на крајот после код и испековне ние ги спремаа тие производи, имаше две изложби. Едната беше во Домот за култура Кочурацин, а другата беше во Средното уметничко училиште во Скопје. И тие предмети останаа таму и се чуваат тие во депото. Сега годинава ќе се договориме колку предмети ќе бидат изработени, што како зависи од децата, пошто тие децата дизајнот е нивни од децата. Тие ги цртат, јас само ги им изработува тука и после повторно тие си ги работат самите. Замислата нивна е тие што го замислиле предметот, не јас што су го замисли предметот. Така, сега едно лично прашање еве до вас. Колку време вие се занимавате со овој занает? Дали може би е некое наследство од татко, од дедо или почнавте први вие од вашето семејство? Па да, наследство е уште, например, од старите дедови, например, татко ми работеа после, а иначе од мали нозе, уште од 7-8 години, прв пат седнав, например, на тоа грнчарското колце, дедо ми имаше едно мало колце и така тие уште ко мали деца не интересираше, пошто дома се работеше, тој за на татко ми работеше, и имав волја за таа работа, интересно ми беше, пошто е уметничка работа, не е нешто ти дава, например, опуштеност, не си, например, не онаден депресиран нешто ти работи, него самото изработка на предметот те опушта. И во времето викаше еден тука, затоа се викат ума. Например, умата е врзана со умот и се изработуваат така предметите, зависи што предмет ќе се изработува и така. Што очекувате од овие неколку дена со младинската керамичка работилница? Верувам дека и времето ќе ви се погоди, освен овде внатре, во внатрешни услови, нели потоа треба обработка, печење, сушење и така натаму. Очекувате успешно да заврши, бидејќи гледам дека веќе полека се собираме ова утро, професори, ученици, па може би и некој од селото ќе дојде и да наблюдува што го интересира. Што очекувате еве овие 2-3 дена тука? Па ланската година беше многу добро, успешно, пошто например прва година за почеток сите се плашевне да испадне вака, да испадне така, ама на крајот испадна многу добро, што стварно се изработија добри предмети и сите и посетителите што ја видеа изложбата беа стварно задоволни. И тука што видеа тие луѓето интересно им беше како децата работат, малце се временските услови се жешки за денеска, ама добро ќе се снајдеме некако кој под сенка, кој под на сонце и така. Важно, битно е да се сработи тоа што е планирано и да биде успешно завршената работа. Еве уште еднаш, додека е тука професорот, би сакал да го запрашам. Професоре, да ги споменеме и сите оние останати соработници кои што ќе работат со вас и со мајсторот овие неколку дена тука во Вранештица, кој се ќе биде вклучен тука? Значи тука ќе бидат вклучени деца во културниот дом Кочо Рацин, од ликовниот клуб на Кочо Рацин и децава од Средно уметничко училиште Лазар Личиновски од Скопје. И од твоите колеги кој се ќе биде вклучен? И од моите колеги ќе бидат вклучени Јован Јовановски, професор во Средно училиште тука во градот Кичево, и мајсторот Слободан Столевски, што ќе ни биде грнчар на колонија. Јас еве ќе ви посакам многу успех овие неколку дена и се надевам дека кога ќе ја имаме изложбата над производите кои што ќе бидат изложени токму од тие производи нели што ќе произлезат од тука, ќе биде навистина интересно да погледнеме што е и се надевам дека она како што рековте и вие наредната година да се надеваме дека Министерството за култура уште еднаш ќе го поддржи, бидејќи навистина е ова интересна работа, еден интересен занает кој што за жал рековме и констатиравме дека е занает во изумирање, меѓутоа еве со вакви настани, со вакви случувања, сите заедно ќе се обидеме овој занает да не изумре, односно да го покренеме на едно повисоко ниво. Благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех. Да. Ви благодарам и јас на вас за поканата што дојдовте ова утро во село Вранештица заедно со нас и со учениците. И благодарам уште еднаш до Министерството на културата на Република Македонија
до домот на Кочо Рацин во Кичево и до школото, до средното уметничко училиште Лазар Личеновски. И благодарам уште еднашка и ова да биде, како да кажам, како еден апел до цела македонска јавност, па дека да се потрудиме сите заедно овие занаети што се во изумирање да ги на некој начин да ги промовираме и да ги вратиме пак во оној правобитен сјај што го имале пред тоа. Благодарам уште еднаш. Јас би сакал ова денешно наше јавување од селото Вранештица да го завршиме со еден кадар. Ќе го замолам снимателот, значи да го завршиме со кадар каде што мајсторот веќе е на својата позиција и започнува со работа за оваа втора младинска керамичка работилница. Благодарност до колегата Бранислав Стојановски од Кичево што за кратко ни ја доближи Вранештица. А сега одиме во Могила, во општина Могила со колешката Ана Трајчевска од Битола. Неколку пати ја најавивме ова општина каде на вистина многу проекти се реализираат и многу е заживеана општината, но имаме најава на голем број проекти во иднина кои што ќе се реализираат. Но претходно да направиме кратка пауза па да видиме што се случува во општина Могила. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Одиграјте паметно! Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари, без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка, банка на вашето семејство. Колешката Ана Трајчевска ни ја доловува општина Могила. Кои проекти се реализирани таму и кои проекти ќе се реализираат? Општина Могила, која што се наоѓа на само неколку километри од општина Битола, се наоѓа во една голема градежна експанзија. Се асфалтираат улици, хортикултурно се уредуваат парковите, се градат детски паркови и се гради плоштад во центарот на самата општина во селото Могила. Подетално за сите овие проекти кои што имаат цел да се подобрат условите на жителите кои што живеат во оваа општина, денеска ќе поразговараме со првиот човек на општина Могила, градоначалникот Стево Пивковски. Добро утро за вас, пред се ви благодарам за времето кое што го одвоивте со цел да ги информираме нашите гледачи за вашите тековни активности и проекти. Добро утро, значи до сите гледачи. Поздрав до сите граѓани на општина Могила. Значи она што го најавивте дека во Могила веќе е една голема градежна експанзија. 2016 биле година на радоста на сите граѓани на општина Могила, затоа што со овие низа проекти го подобруваме, значи, квалитетот на живот на сите граѓани во општината. Офатени се сите населени места, значи се градат улици, се подобрува тој квалитет, таа комуникација на граѓаните, значи да
да комуницираат полесно, да ги остваруваат сите тие активности кои што следат за секојдневното живење. Еве гледате и во општина Могила, пред општинската зграда се прави еден прекрасен плоштад со хортикултурно уредување, каде што би рекол руралните средини како општина Могила да не ликуваат на урбани средини. За 10 на 15 дена ќе почне уредување и на влезната улица, значи во населеното место Могила. Од двете страни ќе постојат тротоари за движење на пешаците и затоа викам во следната прилика кога ќе бидете наши гости тука ќе Могила да наликува на една урбана средина. Она што го кажав, значи тековно се работи на инфраструктура на селски улици во сите населени места. Тоа е еден проект кој што би рекол после лошото доаѓа добро. Од поплавите, значи добивме помош од Европска унија, каде што со помош на UNDP, значи се имплементира тој проект, веќе отпочнати се во неколку населени места Ивањевци и во Лознани, направени се низа улици. Проектот продолжува кон село Ношпал, Добрушево, офатени се сите села и во втора етапа се распишува значи нов тендер за офаќање на преостанатите населени места во општина Могила. Така, навистина голем број проекти реализира вашата општина, како што кажавме, со цел пред се да се подобрат условите на самите жители, а тука е нели и она цел општината од рурална да прерасне во урбана. Еве, еден чекор кон самото тоа се самите улици, нели што пред малку ги спомнавте што се реконструирани. Исто така е нели изградбата и уредувањето на плоштадот тука во селото Могила. Што друго работите на тој план за да прераснете на некој начин општина Могила од рурална во урбана општина? Па значи тука не смееме да забораваме значи владата на Република Македонија преку Агенцијата за финансиска поддршка, каде што имаме прилично еден голем буџет на средства каде што ќе се искористат. Во моментот отпочната е постапка и за изработка на урбанистички планови за сите населени места во општината. Тоа би рекол е темелот на општината. Ова можда требаше многу порано, еве со помош на Агенцијата за финансиска поддршка се прават урбанистички планови за сите населени места. Тука значи правиме поврзување на регионален со село, тие се две села, Свето Тодор и Мусинци во должина од 5 км со помош од Агенцијата за финансиска поддршка. И мислам дека сите овие низа проекти кои што се оваа година ќе допринесат точно за еден поквалитетен живот во општината. И затоа сметам дека со овие низа проекти би рекол 95% ќе ги задоволиме потребите на граѓаните со пристап на улица, со чиста вода за пиење и затоа викам дека Могила полека ќе наликува на една урбана општина. Така, уште еден проект кој што го спроведувате во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е изградбата на летната сцена. Еве докаде е таа процедура и верувам дека токму на таа сцена ќе се одржи овогодинешното издание на фестивалот на Елена и Константин. Да, точно што кажавте, Могила, значи не заостанува и на културен план. Тука изградивме на прекрасна летна сцена, каде што еве за прв пат во центарот на Могила, овој препознати фестивал, единствен би рекол во Република Македонија фестивал на дуети, ќе се организира, точно ќе биде едно свечено отворање на оваа летна сцена. Ги поканувам значи сите граѓани, не само од околината, од Република Македонија. Тука значи доаѓаат и они селеници могилчани кои што се надвор од диаспората. Тој фестивал представува едно зближување, едно дружење. После фестивалот има една могилска, би рекол, дружба вечер каде што се собираат неколку илјади граѓани и мислам дека еве уште еднаш апел, покана за учествуваат да ја видат и летната сцена, но и да ги видат могилчани и да се дружат во тој ден. Така, навистина убаво културно случување, еве покана и од мене до сите кои што сакаат да присуствуваат да повелат на овој фестивал на дуети. Во пресред на фестивалот дали можеме да им откриеме на нашите гледачи што ќе имаат можност, кој се ќе биде дел од овогодинешното издание на фестивалот на дуети? Пак од година во година значи овој фестивал добива една реноме и прераснува оди на еден голем квалитет, значи она цела музичка естрада во Република Македонија од највисока класа, значи ќе биде присутна. Рано да ги откривам сите пејачи за брзо време, значи за 10 дена ќе бидат истакнати, ќе ги видиме на нашите реклами, но би рекол таа една елитна естрада кој што ќе земи учество, таму ќе има значи 20 на дуете и после тоа значи ќе има, како што реков, забава со исто така реномирани пејачи и после тоа во утринските часови значи ќе прерасне и она дружба на младите со забавна музика.
Така, за сега ќе ги оставиме нашите гледачи во исчекување нели околу сите учесници на фестивалот, но се разбира дека навремено ќе ги информираме за сите детали. Кажавме дека навистина голем број проекти се спроведуваат во вашата општина. Ете исто така во тек е уредувањето на реката Шемница, докаде се активностите таму? Значи еден дел ланска година преку Бирото за регионален развој заедно со Пелагонискиот плански регион направено уредување значи на речното корито, каде што кажав тоа место ќе биде едно атрактивно место, тоа ќе биде едно капалиште, тоа ќе биде еден почеток за сите оние млади кои што не знаат да пливаат. Значи јас во овој период веќе сум во контакт со неколку би рекол наставници и учители кои што ќе направиме една летна школа каде што ќе ги вклучиме сите дечиња од нашата општина кои што имаат желба да научат да пливат и таму значи заеднички ќе ги посетиме да видиме. Тоа ќе биде едно прекрасно место каде што ќе можат сите оние млади кои што сакаат да научат да пливат. Таа школа ќе организираме значи во овие летни 2 месеци се до почетокот на учебната година и мислам дека могилчани кога ќе излезат надвор ќе знаат да пливаат по нашите езера, по секаде онаму кај што ќе треба да не представуваат. Така, морам да се согласам дека навистина убаво рекреативно катче ќе добијат могилчани пред се. Кои се оние позначени тековни активности, тековни проекти што не ги спомнавме, што ги работите во моментов и кои поголеми проекти ги планирате за во идниот период? Па значи има еден проект, би рекол интересен и добар проект за општината, значи ние не само ги црпиме овие наши средства од агенцијата и од владата на Република Македонија, значи тука интересно е да се спомене еден проект за енергетска ефикасност кој што веќе се имплементира, наместено е парно грејање на комплетно на општинската зграда. За неколку дена ќе биде набавена пелетерка кој што ќе се прават пелети од таа отпадна слама и мислам дека Могила ќе биде пример број 1 во Република Македонија за искористување точно на тие отпадни сировини. Со тоа ќе направиме заштеда, затоа што во овие сите минати години општината се загреваше на електрична енергија, знаете, тоа е еден голем трошок. Мислам дека тука ќе ги смарлиме сите трошоци околу грејањето. И понатаму продолжуваме, имаме аплицирано уште на неколку проекти во меѓугранични проекти. Мислам дека кога еден проект се имплементира добро, значи следуваат ќе и други проекти. И мислам дека во иднина јас се фокусирам, имаме комплетна проектна документација за поврзување на 10 села со градски водовод Битола, каде што проектот е, би рекол, тежок проект, околу 800 до милион евра. Значи побарано до Министерство за транспорт и врски, до владата на Република Македонија реализација на овој проект. Доколку значи во идна година почне со реализација на овој проект, значи комплетно ќе бидат офатени сите оние 23 села во општина Могила, ќе добиваат чиста вода за пиење, затоа што се докажа во време на поплавите за овие 10 села ти имаат артерски бунари кои водата е технички неисправна. И затоа велам ова е еден голем проект и уште еден голем проект морам да го споменам, тоа е поврзување на нов крак за наводнување од хидросистемот Стрежево за нови 2000 хектари земјиште и точно на овој предел, значи сакам да најавам нешто, имам поднесено барање до Министерство за земјоделие да се направи на оваа површина од 2000 хектари консолидација на земјоделското земјиште, окрупнување, со тоа да докажеме како да бидат нашите земјоделци, значи попродуктивни, да ги окрупнат своите површини. Тука ќе бидеме значи ние пазарно врзани, да ги зголемиме своите вредности на нашите производи и мислам тоа ќе биде пример. Имаме во соседството, значи тука во општина Битола во село Егри направена консолидација во завршна фаза. Могила значи ќе биде со тој проект мислам вклучена преку ФАО да се направи консолидација на тоа земјоделско земјиште. Уште еден проект, градоначелник, кога сме веќе кај наводнувањето на земјоделските површини, она на што работите е искористување на водите. За што поконкретно станува збор? Па значи во овој период би рекол општина Могила е срцето на Пелагонија, точно во овие неколку месеци е потребна вода за наводнување. Ние како општина дадовме предлози до Министерство за земјоделие, до управата за води. Предвидено 3 локации, тоа е локацијата измеѓу Беранци и Српци, зафат тие се мини акумулации кои што ќе возможат 200 до 300 хектари да се постават системи за наводнување. Еден во делот на Ивањевци и еден дел во Путурот Црничани. Тие се предлози. Значи, ние за скоро идната недела ќе имаме посета од агенцијата, од управата за водостопанство,
каде што ќе се направи во овој период истражување на местото за постување на тие мини акумулации и колку количина вода може да се собере на овие 3 посакувани мини акумулации. Во моментот правиме, значи, со помош на Битолско поле расчистување на речното корито на Шевница, веќе се направени 2 километри. Расчистување тоа е на сливот со река Црна и продолжуваме, значи, со Битолско поле со новото АД водостопанство на Република Македонија, расчистување на дополнително 6 километри на реката Шевница, кој што ќе добиеме еден подобар проток, затоа реката Шевница е еден вентил за испуштање на хидросистемот на Среđeво, значи тука ако се случи, значи, до зголемување на водостојот на Среđevo, преку оваа река, значи, може да се намали водостојот на системот Среđevo. И уште едно барање беше моја прошла година, значи на река Црна да се направи еден зафат, да го искористиме старото речно корито на Црна, каде што ќе можат дополнително 2000 хектари да се направи систем за наводнување. И затоа велам сите овие низа проекти ќе го подобрат стопанството, земјоделството во општина Могила, ќе се добиваат поквалитетни производи, повисоки количини на производ и затоа мислам дека овие се доста интересни и корисни проекти за општина Могила. Така, потполно се согласувам дека на вистина голем број на проекти кои што ги реализирате и проекти кои што ги најавивте дека планирате да ги реализирате во вашата општина, со таа цел, единствена цел да се подобрат условите за живот на жителите од општина Могила. На самиот крај ми останува да ви се заблагодарам за вашето гостување, подетално што ги информиравме нашите гледачи за сите тековни активности. Ке ви посакам уште многу успехи во иднина и се разбира многу реализирани проекти. И јас ви се заблагодарам, значи, за сите овие активности што не следите. Би рекол, вие сте кои што не пратите и ни укажувате и што правиме и што треба во иднина да правиме и тоа е еден добар показател за успешна соработка со вашата телевизија. Благодарност до колешката Ана Трајчевска што конечно ни ја покажа општина Могила. Почитувани, ви благодарам за денешното понеделничко внимание. Ви закажувам утре повторно средба точно во 9 часот на Ново во градот, а до тогаш знаете дека телевизија Нова е вашата фреквенција. Бидете со нас, спомене Културама, веднаш потоа точно во 10 часот информативен преглед со колегата Иван Лазаров.